Што е според мене најважно во овој предмет? Прво, Космос е граден спротивно на одобрение за градење и тоа не го викам јас. Тоа е докажано од надлежните инспекцијски органи и судски инстанции. За судските инстанции цитираш и мојот адвокат Дангов и мојот адвокат Миланов. Овластените лица се должни по закон да постапуваат во вакви случаи. Во спротивно сносат кривична одговорност за непостапување и овозможување на корист на трето лице. Непостапувањето е спротивно на закон, а некако се тврди дека донесување на решение од судски и од управни инстанции во Република Македонија. Да сублимирам, инспекторката морала да постапи по налог на ДИГУ, а тие решенија се потврдени од сите судови. Второ, Космос не е единствен објект кој се рушил поради градење спротивно одобрение за градење. Како во тој период, така и претходно, така и сега. Трето, Груевски, и не само тој. Во разговорите можевме да видиме дека бил заинтересиран и министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи, директорот на БЈБ. Биле заинтересирани за тој случај, бидејќи тој случај Космос беше вест бројден во медиумите во Република Македонија. Исто така, за ова елаборирав и во мојот исказ. Но почитувани, јас сум немал никакви причини, ниту во однос на политиката, ниту во однос на одмазда, напротив кажав, а тоа го потврди и господинот Фијат Цановски, дека во тој период сме биле пријатели. Зошто евентуалните причини и намерите на Никола Груевски се припишуваат како моја вина? Ја не чувствувам вина дека некого сум поттикнал. Никола Груевски ме информирал за информациите кои ги дознал од Сашо Дуковски. И тоа јасно може да се види дека Груевски ми информира за Космос во неколку наврати од претходно добиени информации од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Тој ме информирал и за средбите од Фијат Цановски. Информацијата која сум ја имал е единствено само дека се гради објектот спротивно на одобрение за градење, што подразбира понатаму законот како действие што треба да се преземе, не е моја надлежност, постапиле други институции. Прашањето, четврто, прашањето кое е најважно и се наметнува ден денес е дали Космос ќе се уриваше ако не отстапуваше од одобрението за градење кој му биле. Одговорот е не. Ако со градењето не бил прекршен законот, дали ќе се рушело? Одговорот е не. Според това се суди зашто државата рушела објект кој бил за рушење спротивно на закон.